акцијата Чисти ридови за сите оваа година ја организиравме по четврти пат и веќе ни прераснава во една убава традиција, што секако ќе ја продолжиме и понатаму. Идејата беше делот што е западниот рид над Струмица, градот Струмица, тие ридови ние како велосипедски клуб си ги користиме за возење планински велосипед и многу често наоѓавме на смет расфрлан лево и десно од патеките и некако очекувавме тој смет, да кажеме, некој да го собере, некој да го одложи каде што треба. Времето минуваше, сметот си остануваше таму, па некако седнавме неколку луѓе од нашиот велосипедски клуб и решивме, дадовме иницијатива да организираме една акција, што првата година навистина наидовме на еден многу добар одзив. И од тогаш, па веќе оваа година четврти пат ја организираме, сега веќе ни се приклучи и другите, покрај Струмичката општина и другите три општини од Струмичкиот регион, Босилово, Ново село и Василево. Како таа се спроведува, како координатори сме ние, велосипедски клуб Актив, секако со помош на бројни здруженја и асоциации, невладини организации од територијата на општина Струмица. Тука ни се општината ни излегува пресата и комуналните предпријатија, а останатите три општини од Струмичкиот регион сами ги оставаме они да се ги одредат локациите за чистење. Они го познават нивниот терен најдобро, па така општината со соодветните комунални предпријатија се организираат и оваа година исчистија дел од јавните површини, простори околу нивните вештачки акумулации, простори околу манастири и така натаму. Излетничко-рекреативни локалитети во останатите општини како што се акумулацијата Ловчанка, Новоселка, водопадите, Хамзари, излетничко-рекреативниот локалитет. Но еве вие како иницијатори на оваа акција која што зеде и поголеми размери, вака од сегашна гледна точка 4 години поред, има ли место за задоволство? Дали се менуваат навиките кај граѓаните, па и тие да се вклучат само иницијативно, не да чекат оваа акција, туку едноставно да се грижат за животната средина? Така, значи генерално има ефект и отпадот е се помалку присутен, но се уште го има на тие простори. На нас не е посебно задоволство што иницииравме и други здруженја и други граѓани самоиницијативно да се организираат. Имаме информации дека дел од младинските школи на одредени фудбалски клубови од територија на општина Струмица и тие се организираат да чистат дел од потегот на ридот на западниот дел над градот Струмица, па некои пензионери и они самоиницијативно се организирале да соберат нешто дел од отпадот, пошто они пешачат користат дел од тие трим патеки што се тамо. Се уште треба многу, бидејќи има несовесни граѓани, го одложуваат отпадот кај што не треба. Јас пак би апелирал и до надлежните институции и инспекцијски служби да најдат начин како да откријат кои се тие луѓе што отфрлат поголеми количини на отпад, да преземат соодветни мерки. Тоа ќе се расшири многу брзо и мислам дека уште повеќе ќе се намали отпадот ако се казнат тие несовесни сторители. Ние посебно внимание обрнуваме на најмладите, бидејќи градиме навики уште од мали деца. Кога едно мало дете ќе го научиш дека треба да го одложи сметот во соодветните канти кај што треба, кога ќе порасне, значи тоа веќе знае. Ако првата година затекнавте новија локалитети над ридовите над градот Струмица, дури и по Кукнина, остатоци од по Кукнина, каква беше сликата годинава? Дали тоа ве рековте дека се намалува, но сепак што фрлат најчесто струмичани над ридовите над градот? Па да ви кажем, нели тоа е најчесто пластични шишиња од вода, од сок, лименки, па неки кесења од круасани. Значи тоа што е при рака кога го користат да пешечат или да излети прават, веќе таму има неколку местенца кои што се со борови дрвца, па погодни се за излет. И таму и најзастапен отпадот, значи тие баш опаковки од храна, од пијалоци. Амбалажа, тоа е најголемата количина на отпад што се одложува, ама знаеме дека пластичните шишиња баш се и време и треба да се разградат и тие се најопасни затоа тие не се приоритет кога ги собираме.
Господин Преметаров, како велосипедски клуб актив, претпоставам дека одите и по другите населени места. Се менуваат ли навиките? Возите не само планински велосипедизам во Струмица, туку и насекаде во Македонија. Има ли места каде што би сакале да го истакнете тоа и да кажете ни се менуваат ли навиките во еколошките предси? Секако да кажеме, има некои места се релативно почисти, секако навиките на луѓето се можеби малку подруги. Сме возили тука низ Малишевијата, низ тие планини, па мислам дека таму релативно е почисто. Дали луѓето внимаваат повеќе кога се движат низ тие рути, низ тие патеки, да кажеме, нема толкови количини на отпад. Каде има, тоа би сакал да споменам дека најчесто помеѓу нашите села ги возиме со велосипеди тие рути, значи на многу потези помеѓу нашите села се наоѓаат вештачки мини депонии. Тие мини депонии луѓето самите си ги прават, значи некој ќе фрла одредена количина на отпад и после по навика и другите таму реагираат комуналните предпријатија, го чистат тоа, да кажеме, ама после кратко време пак се појавува. Тоа не е убава една гледка, пошто има прекрасни обработливи површини, прекрасно поле, убаво е за возење, за обработка плодно, така да треба да се најдат соодветни места, специјално каде што луѓето треба тоа да го. Останувате на оваа акција дека ќе продолжите да ја реализирате и следната година чисти ридови за сите? Секако, да, остануваме и покрај некои, да кажеме, неповолни критики од некои од граѓаните дека ние чистиме, пак повторно се загадува, но пак ќе кажем, се додека имаме ние енергија и ќе имаме и ќе негуваме таа енергија, гледаме дека имаме резултат, ќе продолжиме понатаму, сигурно.